Добро дојдовте во урбаните вести. Грејењето на домовите е најголем извор на загадувањето на воздухот. Ова го покажува извештајот за квалитетот на воздухот подготвен од интерресорска група составена од 17 државни институции и граѓански еколошки организации. Извештајот е усвоен на владина седница и во следниот период се очекува заедно со препораките и мерките да биде презентиран пред јавноста. Започнуваме со вестите веднаш по генералната најава. ЗЕЛС избра ново раководство. Петре Шилегов е новиот председател на ЗЕЛС. Следните 2 недели низ Скопје ќе бидат засадени 600 високо култивирани садници. Се чистат дивите депонии и јавните површини во општина Газибаба. Преку 350 видови вино од 40 домашни и странски визби на Винодонија 2017. Денеска во Скопје се одржа конститутивна седница на Генералното собрание на заедниците на единицата на локалната самоуправа на Република Македонија ЗЕЛС. Нов председател на ЗЕЛС е Петре Шилегов, а подпредседатели се градоначалниците на Чаир и на Кавадарци Висар Ганију и Митко Јанчев. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов е новиот председател на ЗЕЛС, а подпредседатели се градоначалниците на Чаир и на Кавадарци Висар Ганију и Митко Јанчев. Денеска се одржа конститутивната седница на Генералното собрание каде беа избрани и сите тела на ЗЕЛС. По изборот новиот председател Петре Шилегов информираше дека оваа функција ја доживува како една одговорност повеќе, а приоритет ќе биде продолжување на процесот на децентрализацијата, како и подобрување на финансирањето на општините со цел тие да добијат што поголема економска и финансиска самостојност. Тоа би значило дека процентот на средствата кои што се трансферираат од данокот на додадена вредност кој што во овој момент изнесува 4,5% и персоналниот данок на доход кој што изнесува 3% во полза на општините во иднина би требало да се зголемуваат, како и да се среди делот од финансирањето на општините кој што се однесува на блок дотациите кој што централната власт ги префрла за потребите на општините на нивните сметки. Сето ова ќе овозможи и овој тип на мерки ќе ги користиме да овозможиме што е можна поголема самостојност на општините во рамките на нивното финансиско функционирање, а се со цел да услугите кои што единиците на локална самоуправа и општините ги даваат на граѓаните бидат на повисоко и поквалитетно ниво, што е всушност заложба на сите нас и во текот на изборните кампањи. Шилегов најави дека како председател на ЗЕЛС своите активности ќе ги насочи и кон лобирање како дома во Македонија, така и пред странските партнери, со цел да ја подобрат работата на заедницата. Шилегов додаде дека политиката на дискриминација кон единиците на локалната самоуправа веќе престанува. Висар Ганију, градоначалник на Чаир и подпредседател на ЗЕЛС, тврди дека концептот на заедницата ќе биде рамномерно за сите општини да имаат ист третман и сите одлуки што ќе се донесуваат подеднакво да важат за сите општини. Тие проблеми што се соочуваат нашите сограѓани и општини како локални самоуправи во иднина, значи да го браниме интересот на општините. Инаку денеска ВМРО ДПМН соопшти дека нема да учествува на конститутивната седница на ЗЕЛС, поради како што наведува недемократско однесување на власта и селективниот пристап при примената на правдата во Република Македонија. Борбата против загадувањето на воздухот во главниот град започнува од општина Аеродром, поточно од Ново Лисиче, каде е забележано најголем степен на загадување со PM10 честички во воздухот. За таа цел денеска градоначалниците на град Скопје и на општина Аеродром Петре Шилегов и Златко Марин беа присутни на првиот бран од раззеленувањето на Скопје. Улицата Трета македонска бригада во општина Аеродром е локацијата на која се означи стартот на акцијата за зазеленување на Скопје, која градските власти ќе ја спроведуваат следните 2 недели, а во рамки на која е планирано да се засадат 600 високо култивирани садници. Акцијата ќе се спроведува на однапред утврдени локации, а во следните денови планирано е засадување дрва на улицата Мите Богоевски, на раскрсницата на булеварот Србија и Видое Смилевски Бато и паркот на булевар Асно. Како што истакна градоначалникот Петре Шилегов, првите засадувања се прават во Ново Лисиче токму поради големата загаденост во овој дел од Скопје. Денеска започнуваме со акција за зазеленување на Скопје, која што ќе се спроведува во наредните 2 недели на однапред утврдени локации, каде што плански ќе засадиме 600
високо култивизирани садници на автохтони видови: јавори, костени, дабови и липи. Стартуваме од аеродром на 3-та македонска бригада, каде што денеска засадуваме 45 садници, а во наредните денови ќе продолжиме и на улица Мите Богоевски во Лисиче, на раскрсницата помеѓу булевар Србија и Видео Смилевски Бато и паркот на булевар Асном во Ново Лисиче, како приоритет заради зголемената загаденост на овој дел на Скопје. Предвидено е акцијата да продолжи во Карпош, Киселавода, Цинтар, Газибаба и Чаир. Следната пролет, според зборувите на Шилегов, ќе бидат засадени уште 4000 нови садници. Ова е само првиот бран на зазеленување на Скопје. На пролет продолжуваме со садење на 4000 садници на точно утврдени микролокации, на кои што во изминатиот период беа сечени или воопшто не се засадени нови дрва. Исто така сакам да ви известам дека утрово во паркот кај поликлиника Чаир, каде што пред 3 недели беа исечени 2 тополи, денеска се садат неколку повеќе годишни дрва. Посветени сме на подобрувањето на животната средина и намалувањето на загадувањето. По шпекулациите кои излегува во јавноста за радиоактивниот отпад кој се согорува и го загадува воздухот, а со тоа и го загрозува здравјето на граѓаните, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов најави дека набрзо ќе излезе комплетен извештај за работењето на Дрисла. Во тек се неколку активности за проверка на шпекулациите дека во Дрисла се гори радиоактивен отпад, изјави денеска градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Шилегов најави дека набрзо ќе излезе целосен извештај за работата на депонијата Дрисла, која е во надлежност на Министерството за животна средина и просторно планирање и е носител на А лиценца. Минатата недела реков дека постојат сериозни индиции за криминал во Дрисла, а имаше шпекулации за горење на секаков отпад во Дрисла, вклучително и радиоактивен. И тоа е нешто што вие новинарите го пишувавте, не јас што го кажам. Работиме посветено повеќе институции. Дрисла е надлежност на Министерството за животна средина, носител е на А лиценца, меѓутоа ние како град секогаш ќе иницираме постапки кои што можеби и не се во ингеренција на градот, со цел да ги испровоцираме и државните органи, меѓутоа и граѓаните да посветиме повеќе внимание на воздухот на кој што го дишеме и средината во која што живееме. Шилегов исто така информира дека тимови на град Скопје спроведуваат контроли за лоцирање на диви депонии. До сега се мапирани повеќе од 200 диви депонии во Скопје, а во тек е акција која подразбира чистење на градот и се одвива во различни делови, додаде Шилегов, но рече дека не очекува оваа акција да даде брзи резултати во прочистувањето на загадениот воздух. Имаме мапирано повеќе од 200 диви депонии во градот Скопје. Знаете и сами дека е во тека акција која што подразбира чистење на градот и се одвива во различни делови во градот. Градот не е чистен повеќе од 30 години, тоа сте веројатно свесни. Не можеме со едно чистење од кое што трае 2 недели и за кое што имавме многу малку време да го спремиме, ги имавме во предвид и временските околности кои што доаѓаат да ги чистиме сите работи. Конституирано е веќе интерорганското координативно тело, набрзо на граѓаните на Скопје ќе им објавиме на кој телефон ќе биде воведено 24 часовното дежурство за пријава на диви огнови. Акција за чистење на дивите депонии и јавните површини се спроведува во општина Газибаба. Во акцијата се вклучени вработените во јавните комунални претпријатија, општинската администрација, граѓани и доброволци, презимени од Агенцијата за вработување преку градот Скопје. Општина Газибаба во соработка со градот Скопје и јавните претпријатија спроведува акција за чистење на дивите депонии и јавните површини на територија на општината. Во текот на вчерашниот и денешниот ден се чистат депонии на 13 локации низ општината каде има комунален отпад во Железара, Автокоманда, Керамидница, Ченто, Маџари и Хиподром. Вкупно во текот на вчерашниот ден беа собрани повеќе од 400 тони отпад, а во текот на денешниот ден се очекува да се соберат повеќе од 300 тони отпад. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски истакна дека оваа акција ќе продолжи во наредниот период и упатува апел до граѓаните да ја чуваат чиста животната средина. Во текот на вчерашниот и денешниот ден се чистат депонии на 13 локации низ општината. Во општината имаме поставено 8 пунктови на кои ќе се чистат јавните површини и зеленило. Им благодарам
на сите кои овие денови се вклучија во рачистување и развивање на нашата општина. Овие акции ќе ги продолжиме и во наредниот период. Апелирам до граѓаните на општина Газибеба да ја чуваат својата општина чиста и убава. Да внимаваме каде го фрламе отпадот во иднина, за да не уништуваме нашата убава животна средина и општина. За оваа акција се ангажирани вкупно 260 лица доброволци преземени од Агенцијата за вработување преку градот Скопје за акциите за чистење кои се спроведуваат во сите скопски општини, како и дополнителни 150 лица од јавните предпријатија, општинската администрација, Природно-математичкиот факултет, Земјоделскиот и Хемискиот факултет, студенти од домот Стив Наумов и граѓани од општината. Општинското комунално предпријатие Газибаба 2007 обезбеди целосна логистика за собирање и пренос на отпадот кој денеска се собира од јавните површини и зеленилото. Во организација на Сојузот на жени на град Скопје во соработка со општина Карпош денеска се одржа трибина отворено да проговориме за семејното насилство. Трибината се организира во контекст на кампањата против родово базирано насилство. По повод 16 ден на активизам против семејното насилство, кој оваа година се одбележува под мотото со срце за секоја една, во просториите на урбаната заедница Кузман Јосифовски Питу во општина Карпош се одржа трибина за семејно насилство. Како што нагласи координаторката за родова еднаквост во општина Карпош Виолита Михајловска, општината секогаш се грижела за воспоставувањето на еднаквите можности помеѓу двата пола. Председателката на организацијата на жени во град Скопје Томка Дилевска истакна дека во последните 10 години расте свеста за проблемот со кој секојдневно се соочуваат многу жени во Македонија. Инаку семејното насилство се повеќе расте, нажалост, и можеби тука треба веќе да се замислат институциите, затоа што како излего како некако да не постои една координираност меѓу институциите и во секторот кој што ние навистина сме сервис фактички на државата и сметаме дека можеби со новата влада, можеби со ратификацијата на Истанбулската конвенција која што ги обврзува сите институции, локалната управа и граѓанскиот сектор, навистина да ги исполнат сите оние обврски што се дадени во Истанбулската конвенција. И навистина ако се ратификува, мислам дека работите ќе тренат напред. Сега тоа нема да оди така брзо, али поготово што ние пред изборната кампања на градоначелниците стапивме во контакт со повеќето од нив и сите се обврзаа дека ќе направат нешто во однос на отварање на нови шелтери, во однос на поддршка на линиите, па се надеваме дека она што го ветија ќе го исполнат. На трибината активно учествуваа голем број од присутните, кои излажуваа лични искуства, примери на своји блиски, познати кои биле предмет на семејно насилство. Сите присутни заклучија дека на полето на заштитата на жртвите на семејното насилство има напредок, но дека има уште многу простор да се работи на оваа проблематика, поради стереотипноста и стигматизацијата која владее во македонското општество. Вториот скопски вински салон Виноскоп 2017, на кој ќе се презентираат околу 350 видови вино, ќе се одржи на 1 и 2 декември од 13 до 20 часот во хотел Мериот. Цената на влезниците за дегустациите, работилниците и предавањата ќе изнесува од 800 до 1800 динари. Преку 350 видови вино од 40 македонски и винарии од регионот, како и од Италија и Франција, ќе може да се дегустираат на вториот скопски вински салон Винодонија 2017, што ќе се одржува на 1 и 2 декември во хотел Мериот. Настанот го организира група вински консултанти, судии и ентузијасти под покровителство на Сдруженијето на сомелиери на Република Македонија, а покрај дегустации на вино, предвидува и дегустација на најразлични домашни и увозни сирења и совоместни производи, како и 10 едукативни работилници за македонската автохтонна станушина и за темјаниката, за вината од Хрватска, за разликите меѓу македонските и црногорските вина, за винскиот пат во Бугарија. Ке се комбинираат специјалитети од Дубровник со македонски вина, а најавено е и учество на гастроизложувачи и на представници од Slow Food Македонија, кои на посебни штандови ќе понудат наша традиционална храна. За оваа Винодонија се зголемува бројот на учесници винари. Веќе имаме некои 30, а се надевам веќе ќе дојдеме до бројката до 32 винари од Македонија претежно, меѓутоа имаме винарии и од регионот, од соседните земји.
што би се рекло дека ако секоја винарија, а има и ќе донесе преку 8 до 10 етикети, тогаш веќе станува збор за некои 300 до 350 вина, кои ќе може да се дегустираат текот на тие 2 дена. Винодонија има за цел да го донесе тоа винско шаренило од Македонија и од регионот, и на винските љубители во Скопје и Македонија да им обезбеди, односно да им овозможи дегустација и запознавање со винските приказни на сите чинители во Македонија. На пресконференцијата беа и другите организатори: Звонко Хирцек, вински експерт, и Ивана Симјановска, вински писател и интернационален вински судија, која најави богата програма со голем број работилници. Програмата е така концепирана на винските љубители да им покаже, да им долови, да им ги одговори оние прашања во врска со виното, сортите, чашите за винска намена, оние прашања кои што секогаш би барале одговор, и мислам дека ова е една одлична шанса и се надам дека во годините кои што ќе следуваат и Винодонија ќе расна, програмата на Винодонија ќе биде си побогата. Винодонија 2017 официјално ќе започне во петок од 13 до 16 часот, кога ќе има и директни средби на представниците од винариите. За јавноста пак настанот ќе биде отворен од 16 до 20 часот во петок и во сабота од 13 до 20 часот. Еднодневните влезници чинат 490 динари, што вклучува подарок чаша и неограничено дегустирање, додека билетите за работилниците се со различни цени, од 600 до 1800 динари. Високата цена на билетите, според Звонко Херцег, ќе овозможи дегустација на многу скапи вина, кои или ги нема или се многу скапи во малопродажба. Овој настане еден клучен момент кој е важен за препознатливоста на Македонија како вински регион. Она што е поволно кај тие работилници, бидејќи ги спомнуваме цените на картите кои се движат од 600 до 1800 денари, е тоа што на тие работилници се поставуваат вина кои во просек се мощне скапи, може би изнесуваат и 50 на евра и 40 евра по боца, и добиваат можност да посетителите на таа работилница, значи на еден посебен начин им се објасни подлабоко самото значење на тоа вино, всушност една демистификација и образложување на тие скапи вина, зошто се скапи, и една згодна прилика за помал износ да дегустираат повеќе вина кои вака би ги коштало доста многу да го купат тоа во малопродажба. Новото раководство на Македонската опера и балет и на Македонската филхармонија донесе одлука да ги укине новогодишниот и божикниот концерт кои беа воведени неудамна и се очекуваше да прераснат во традиционални празнични концерти. Се укинуваат новогодишниот концерт во Македонската опера и балет и божикниот концерт на Македонската филхармонија. Двата празнични концерти беа воведени во 2015 година, а ги најавија министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска и тогашните директори на двете институции, Дејан Прошев и Маја Чаникевиќ. Тие на крајот на 2014 година најавија дека идејата е концертите да станат традиционални за најголемите семејни празници. Веде директорот на МОБ Илија Рајковски информира дека новогодишниот концерт се откажува бидејќи бил целосно неекономичен. Филхармонијата ќе го одржи празничниот концерт на 28 декември под диригентство на Јерухам Шаровски, кој во 1990 година ја добил наградата од Зубин Мехта млад артист на годината, пошто и диригирал со Израелската филхармонија. Македонската опера и балет на 1 јануари 2015 година во 20 часот во тогаш скоро отворениот Македонски народен театар за прв пат одржа гала концерт со оперски и балетски солисти и со оркестарот на МОБ, а филхармонијата пак наплатне на 7 јануари го одржа божикниот концерт. Празничните настани се организираа и во 2016 и 2017 година, а билетите за новогодишниот концерт чинеа по 800 динари, додека за божикниот по 500 динари.
Уште тогаш Сојузот на синдикати на музичко-сценски работници на Република Македонија реагираше на одлуката на владата за концертите, дека е директива и наредба за одржување на концерт на државен празник и на најголемиот православен христијански празник. Музичарите од МОБ и од Филхармонија тогаш реагираа со образложение дека овие празници се загарантирани за сите граѓани на Македонија и тврдеа дека никој од речиси 550 вработени во овие две институции не бил консултиран пред да биде донесен на одлуката. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје ги информира граѓаните дека утре без електрична енергија ќе останат неколку скопски општини. Заради закажани технички зафати без електрична енергија, утре ќе останат делови од неколку скопски општини и од општина Студеничани. Како што соопшти Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, по добиено известување од Дивана Македонија, во периодот од 9 до 13 часот без струја ќе бидат корисниците од село Батинци, улиците 1, 6 и 7 во општина Студеничани. Од 7 до 15 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од дел од објектите од градскиот парк во општина Центар, а од 9 до 12 часот без струја ќе бидат корисниците од дел од улиците Народни херои и Георги Димитров во општина Киселавода. Во периодот од 8:30 до 12 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од дел од улицата Бутелски венец, дел од улицата Шуто Ризари, дел од улицата Пелагонија и дел од улицата Злетовка, како и дел од улицата Брсијачка буда во општина Шуто Ризари, а од 8:30 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од булеварот Трета македонска бригада, и тоа Американ коледж, објектите до Американ коледж, МИТ универзитет, како и околината во општина Аеродром. Но влажен бран со обилни врнежи од дожд ќе има од четврток до сабота. Најпрвен врнежите ќе бидат поинтензивни во западните делови, а од петок обилни врнежи се очекуваат речиси насекаде. Снег ќе има само на планините повисоки од 2000 метри надморска височина. Во сабота врнежите ќе бидат проследени и со грмежи. МТМ Метео е следно во урбаните вести. Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. За повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Довидување.